Денот на здравјето во Штип прославен со фалби за набавка на нова опрема и нови медицински услуги во клиничката болница, но и со удрен камен темелник за изградба на нова современа болница. Новата болница, кој што ви е познато, треба да биде изградена на површина од околу 30.000 квадратни метри со над 350 болнички легла. Објектот се состои од две целини, при што првата целина сочинуваат трите катни висини каде ќе бидат организирани сите оделенија, додека во втората целина се состои од 4 нивоа: подрумот, ниското приземјето и првиот кат. Во овој дел ќе бидат сместени техничките и сервисните оделенија. Освен ова, изминатава година болницата го намалила својот долг кон здравствените установи за 20 милиони денари, а во план се и нови вработувања. Во тека реализација, ова мора да го спомнам, на 60 нови вработувања со договор на дело. 10 доктори на медицина, 30 медицински сестри, 10 болничари, 10 хигиеничари, за чие вработување е поднесено барање до Министерството за здравство и истото е одобрено. Традиционално денес беа наградени лекарите и медицинскиот персонал за 10, 20, 30 и 40 годишно непрекинато работење. Денес добив награда за 20 годишно моје работење во клиничката болница Штип, како вчера да беше. Морам да кажем дека 20 години напорни години, време у кој се учи, кој се специализира, етаблира, кој се градат нови методи. А награди добија и оние кои работниот век го завршија меѓу двата празника. 32 години работев на најфреквентно место. Имав работа со секакви случаеви и горда сум што сум служила на народот и што сум ми помагала. Мојата работа беше успешна и задоволна сум. Исполнета, со дигната глава излегов од лабораторија и сакам секој така да се чувства. Посебна благодарност до мојата служба. Сите активности се во насока на одбележување на 7 април, Меѓународниот ден на здравјето, кој годинава е под мотото да го победиме дијабетот. Денес 347 милиони луѓе имаат дијабетес, а во 2030 година се очекува да има 552 милиони. 183 милиони или 50% од луѓето воопшто не знаат дека имаат дијабет. Награди и благодарници на денешната седница поделија издруженијата на медицински сестри и лаборанти.